Добар ден, почитувани гледачи, време е за најновото издание на отвореното студио на телеканал А1. Денеска разговараме за работата на Централниот регистар и за таа цел го поканивме господинот Андреја Поповски, директор на Централен регистар. Господине Поповски, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам за поканата во вашата телевизија и во вашата емисија Отворено студио. Заврши поднесувањето на годишни сметки за 2016 година. Централниот регистар веќе неколку години нуди можност за електронско поднесување на годишни сметки, па еве кажете ни колку компаниите ја искористија оваа можност годинава. Така, поднесувањето на годишните сметки за 2016 година заврши заклучно со 15 март. Инаку правните, се ќе кажам за сите правни лица, значи правните лица кои што имаат обврска нормално да поднесат годишни сметки во хартиена форма, обврската беше до 28 февруари, односно до крајот на месец, така и во законот до крајот на месец февруари, додека субјектите кои што се основани согласно законот за трговски друштва, тука ги вклучаме и трговците поединци, и самостојните вршители на дејност, рокот е до 15 март за самостојните вршители на дејност, беше до 15 март, а за субјектите кои што се основани согласно закон за трговски друштва, имаа можност, ако се одлучат да поднесат електронски годишна сметка, односно преку системот за електронско поднесување на годишните сметки, можноста е до 15 март, значи не е до 28, го е во хартиена форма, до 15 март е во електронска форма. Тоа беше побарање на сметководствената заедница, ако може вака да кажем, бидејќи сега со основањето на формирањето на Институтот за сметководители, сега и самата сметководствена заедница, односно како професионална заедница, сите се опфатени во Институтот, порано беа по комори, значи имавме ние соработка со неколку години со сметководствената комора при Сојуз на стопански комори. Беше разгледувано, односно беше побарано тоа како можност. Им се дозволи заради тоа што се направија законски измени за да може и до 15 март да биде рокот, заради тоа што Централниот регистар, ќе ви кажам дека со меморандумот за соработка кој што го имаме подпишано со Бирото за јавни набавки, има обврска и тоа и во пракса и години наназад, значи не е прв пат од сега нешто воведено, меѓутоа ние до крајот на месец март гледаме да ги настојуваме да ги обработиме годишните сметки за трговските друштва, бидејќи за да можат веќе од 1 април да можат да вадат нови податоци од билансна состојба и биланс на успех кои што им требаат во постапките за јавни набавки, и бидејќи електронскиот систем овозможува, кој што е дизајниран да при поднесувањето на годишната сметка, првичните контроли, она што требаше порано ние да го правиме во хартиена форма, да ги вршиме контролите дали се ворат сметковно сите биланси. Сега системот сам ги прави, така да подносителот не може да ја поднесе годишната сметка доколку не е сметковно добро составена. Така да ни возможува за тие 15 дена од 15 март до 1 април ние да можеме да ги сконтролираме, односно истите да бидат одобрени. Ние го развивме системот за електронско поднесување на годишни сметки. Прв пат почнавме со него. Имавме предходни години и можам да кажем како пилот систем, кој што реално беше во употреба, финално беше ставен во употреба во 2014 година, за годишните сметки од 2013 година. Во првата година имавме електронски поднесени околу 15.000 годишни сметки. Следната година, во 2015 за 2014 година, имавме веќе поднесени двојно повеќе, околу 30-31.000 годишни сметки. Минатата година, в 2016 за 2015 годишните сметки, имавме покачување од 30-31 на 41.000 годишни сметки. Оваа година можам да кажем, еве заклучно со 15 март, дека бројот на електронски поднесени годишни сметки е 48.900. Со самото тоа што ви кажувам дека расте поднесувањето, односно примената на системот како таков за електронско поднесување на годишни сметки, говори фактот што не имавме, ви кажав, неколку состаноци претходно со сметководствената заедница, сите забелешки кои што беа во тек
од кога првично беше воспоставен системот, беа применети. Тоа беа повеќе технички отколку суштински некои, бидејќи самиот систем е дизајниран согласно закон. Значи и самите биланси се направени согласно билансите кои што ги препишува Министерството за финансии. Меѓутоа правевме некои дотерување на системот, апгрейд, правевме на него за да може да полесно да може да поднесуваат сметководителите годишни сметки. И со самото тоа што расе бројот на поднесени електронски сметки во електронска форма, значи говори дека системот е лесно достаплив, лесно применлив и досега можам да кажам дека и немаме забележано ние што се случува при електронски системи, поготово што знаете при крајот на крајниот рок наеднаш има илјадници вклучени подносители на нашиот систем, ние до сега немаме забележено ниту еден пат на системот. Значи тоа не се случило до сега во овие години, ви го кажувам. Така да ако кажеме дека во Македонија имаме вкупно 60-70 годишни, мислам, трговски друштва и трговци поединци, од кои што 60.000, некаде 65.000 се активни и уште дополнително регистарот на други правни лица. И ако знаете дека, сега ви кажувам дека од 48.900 се поднесени онлайн, тоа значи дека повеќето веќе се одлучува да поднесат електронски годишна сметка. Така, но еве што се случува со оние кои што го испуштиле рокот за поднесување на годишни сметки? Во моментот јас можам да ви кажам колку се електронски поднесени. Во хартиена форма не можеме точна бројка, знаеме ориентационно, меѓутоа не можеме точна бројка да знаеме, бидејќи за да се избегнат гужвите, тоа им е познато на сите оние кои што години наназад поднесуваат годишни сметки во Централниот регистар, за да се избегнат гужвите, ние правиме само прием во текот на месец март, значи со точна бројка може да излеземе на почетокот на месец април, да знаеме колку не поднеле. Меѓутоа, ја не очекувам да биде бројката многу поголема од ланска година, односно да расте таа бројка. Напротив, таа бројка треба да се, ќе ви објаснам зашто треба да се намалува, заради тоа што неподнесувањето на годишна сметка е и основ за бришење од трговскиот регистар. Значи, зборам за сите субјекти кои што се основни согласно закон за трговски друштва и, како што кажав, неподнесувањето на годишна сметка е основ за бришење од регистарот. Тоа значи дека ако некој субјект не ја поднесе годишната сметка до крајот на годината за претходната година, веќе Централниот регистар во рок од 30 дена по настанувањето на причината, односно основот за бришење, отпочнува постапка за бришење по службена должност. Подоцна, ако треба, ќе се задржам повеќе на таа тема, ќе ви објаснам како оди постапката. Инаку во законот за трговски друштва се предвидени и санкции, односно прекршочни одредби, како нормално и како и во секој закон за непочитување. Има и прекршочни санкции за сите они кои што нема да ја поднесат годишната сметка, значи покрај тоа што е основ за бришење. Токму тоа е моето следно прашање. Спомнавте и сам дека еве Централниот регистар изминативе неколку години спроведува акцијски бришење на трговски друштва и трговци поединци, па еве да ни објасните постапката на бришење на субјектите и колку вакви субјекти досега се избришени. Така. Од причини што во минатиот период беше забележан, мислам, тренд кај што илјадници трговски друштва, значи над 20.000, постојано секоја година не поднесуваа годишни сметки. Исто така, при анализата која што беше правена пред 4 години кај нас, беше забележено дека над 10.000 субјекти, од кога се основани, па до анализата додека кога се правеше, воопшто немаа поднесена годишна сметка во регистарот за годишни сметки. Мораше некако да се преземат мерки во насока на и за прочистување на евиденцијата во самиот систем, односно во трговскиот регистар, претежно во трговскиот регистар зборам, бидејќи државните органи, професионални заедници како што се самостојни вршители на дејност, адвокати и нотари, значи тие се многу подисциплинирани, односно сите си поднесуваат генерално, си поднесуваат годишни сметки, меѓутоа најголема
вака недисциплинираност, не сакам буквално да бидам сватен во смисла, меѓутоа најголема ваква девијација имаше во регистарот, во трговскиот регистар, каде што години не поднесуваат фирмите не поднесуваат годишни сметки. Се направија измени во Законот за трговски друштва и основ за бришење од трговскиот регистар е неподнесена годишна сметка, како што кажав претходно, до крајот на годината за претходната година. Впрочем, ова го има како пракса и во други земји, значи не сме единствена земја, ние правивме анализа на тоа. Во Словенија има ваква пракса, скоро бевме на службен пат минатата година, во Норвешка исто е постапка за банк, како банкрот се смета тоа дека не поднесува годишна сметка, и постапка за бришење исто има. Има во финеси разлика само во околу самата постапка за бришење, инаку значи е основ за бришење од регистарот. Дополнително тогаш се направија измени во законот за каде што беше оставена одредба дека не запишување на имейл адреса, односно на адреса на електронско сандаче за доставување на писмена е исто така основ за бришење од регистарот. Зошто? Заради тоа што законска врска беше со измените на законот за за парнична постапка дека беа во 2011 година, имаше обврска тоа беше акција некоја во месец март, кај што требаше сите правни лица да запишат имейл адреса за доставување на писмена, така беше замислено, и понатамо да можат сите постапки, ние на Министерство за транспорт и врски им доставувавме податоци за сите правни лица, за да може да доставуваат за комунали, за да им се доставуваат сметки и така натаму. Значи имаше врска таква законска за да требаат сите правни лица да запишат имейл адреса. Сега останаа нормално број на субјекти, одреден број на субјекти, ќе ги кажам после бројкиве, кои што немаа запишани имейл адреси. Впрочем, тоа се сите оние кои што и немаа ни деловна активност, не поднесуваат, тие се преклопуваа во многу голема мерка, оние кои што не доставуваат ни годишна сметка. Така да, Централниот регистар, со измените на во Законот за трговски друштва, како што кажа, во 2014 година, во 2015 јануари месец, крајот на јануари месец, го објави првиот список за бришење на субјекти по службена должност. Значи, тука ние опфативме околу 30.000 субјекти, односно субјекти основани согласно Закон за трговски друштва, значи тоа се однесува. И 30.000 субјекти за кои што ние ги следната година, ќе објаснам постапката како оди, следната година ние веќе во 2016 избришавме по тој основ 27.800 така нешто беа трговски друштва и трговци поединци. За 2000 од нив имаше поднесено известување до Централниот регистар дека е поведена постапка за стечај, односно ликвидација. И сега околу постапката, значи Централниот регистар по настанувањето на причините, односно основите за бришење, има во рокот 30 дена во врска да изготви список за сите оние субјекти кои што ги исполнуваат еден од двата услова. Значи не и двата да мора да бидат, туку еден од двата. Како што кажав, многу се преклопија, значи што немаат и годишна сметка и имейл адреса. Сега, од кога се објави првично списокот во 2015 година, субјектите имаат, значи трае рок, односно период од една година. Отпочнува постапка за бришење по службена должност по член 552А од Закон за, конкретно ви кажуваме, од Закон за трговски друштва, а основите се во член 552Б, може кој го интересира да ги погледне. Значи трае рокот една година, во рокот таа една година, значи за сите оние кои што Централниот регистар ќе добие известување дека е поведена постапка за стечај, односно ликвидација, не ги бриша по истекот на рокот една година. За истите тече рокот уште една година, во кој што рок треба да се достави, односно да добиеме ние решение дека е бришан субјектот, односно е отпочната постапка за стечај, односно ликвидација, решение. За сите оние за кои што не добивме известување, ви кажав дека во 2016 година избришавме 27.800 субјекти,
Следната година го објавивме, значи ова оди секоја година, со тоа разлика што следната година имаше уште една дополна на законот за трговски друштва, каде што уште еден основ влезе како основ за бришење од трговскиот регистар, а тоа е незапишан, односно неуплатен основачки влог. Зошто? Заради тоа што законот дозволува да можете вие да основате трговско друштво со можност бесплатно, значи немате трошоци за основање. Тарифата во Централниот регистар е сведена на нула. Со тоа што основачкиот влог можете, доколку немате можност, да го уплатите, односно да го запишете во рокот една година. Бидејќи имаше околу 4000 субјекти кои што не го сторија тоа. И ние од следната веќе година, од 2016 веќе и тоа како основ влезе, и од 2016 во списокот што го објавуваме за бришење по службена должност, влезе и тој и влегува и такви субјекти кои што немаат запишан основачки влог. Во моментот Централниот регистар имаме една акција која што имавме заеднички состаноци со Министерство за финансии, Министерство за економија, Управа за јавни приходи, Агенција за вработување. Им се дава согласно закон за општа управна постапка субјектите кои што не го осознале, односно не биле свесни за тоа дека е отпочната постапката. Има објективни различни причини. Можеби имавме секакви моменти, значи доаѓаат странки кај што се случува сметководителот не ги известил дека не е поднесена годишната сметка, и имавме случаи кај што сега има и тужби меѓу нив. Значи меѓутоа кај што сметководителот не ја поднел годишната сметка, за тоа не знае основачот. Бидејќи ќе кажам кои се реперкусиите за бришење по службена должност. Доколку субјектот биде избришан по службена должност, мислам тука се беа и реакциите. Субјектот доколку биде избришан по службена должност, додека трае постапката од една година, условно кажано уште една година, и 3 години после бришењето, основачите, односно управителот, органите на управување и надзор на друштвото, зависно од тоа каков тип на трговско друштво е, нема да можат да основат, односно да управуваат со нова фирма во Република Македонија. Тоа е ограничување. Тоа мораше да се направи заради тоа што во рокот 3 години, значи после бришењето нема да можат. Тоа мораше да се направи заради тоа што не беше целта да биде тоа стимулирачки начин на бришење. Односно да не се некој стимулира, нема да поднесам годишна сметка, нема да запишам имейл адреса, нема да запишам, да речеме, основачки влог и ќе ме избришаат после 1-2 години. Целта е, значи, да си се одредбите од законот кај што постапката за бришење на трговските друштва да си се преминуваат во целост. Ако има услови за стечај, согласно закон за стечај, да си се отпочне стечајна постапка, односно доколку има услови, доколку условно да кажеме чиста фирмата, да си биде спроведена постапка за ликвидација. Во првата година, она што да кажем од кога почнува постапката, ние извршивме измени во законот, и во првата година додека значи субјектите, ние како Централен регистар чекаме дали ќе добиеме известување за оние субјекти за кои што е поведена постапка за стечајна ликвидација, меѓутоа во истиот период од таа година имаат можност субјектите, сите оние кои што се на списокот, значи за бришење, значи ние веднаш не ги бришеме како што објаснив, имаат можност да ги останат недостатоците, односно да поднесат годишната сметка, односно да запишаат основачки влог, односно да запишаат имейл адреса, значи може да ги останат недостатоците. Автоматски на тој начин ние ги тргаме од списокот, се запира постапката за бришење и со тоа и субјектот може во иднина да се основа, значи нема ограничување по член 29 од Закон за трговски друштва, значи нема ограничување, значи може да основа фирма. Минатата, односно ланската година во списокот што ги брише, кој што го објавивме, оваа година до сега имаме избришено, уште тоа да го кажем како податок, имаме избришено 4480 субјекти до сега. Централниот регистар во соработка со Бирото за јавни набавки го реализираше проектот Тендерско досие, па еве ќе може ли да ни кажете и нешто повеќе за тој проект?
Проектот Тендерско досие е проект од програмата на владата за од 2014 до 2018 година. Проектот, како што најавивте, го развивавме заедно со Бирото за јавни набавки. Имавме успешна, можем да кажам, баш бидејќи веќе и спроведен проектот, успешна соработка. Ние го пуштивме во употреба месец мај 2016 година. Инаку подразбира, самиот проект подразбира сите оние документи кои што странките, односно економските оператори кои што учествуваат, фирмите кои што учествуваат во постапките за јавни набавки, и сите оние документи кои што ги прибираат мануелно до сега, односно непосредно на шалтер или преку некој поединечно документ по документ, преку некој од нашите електронски системи кои што го имаме, како што е системот за е-потврди. Со овој проект се овозможи сите оние фирми кои што се регистрирани во електронскиот систем за јавни набавки, при Бирото за јавни набавки, да изберат опција документите кои што се од Централен регистар да ги нарачаат преку системот и директно да може да им се прикачат на нивниот профил во системот за јавни набавки. Затоа и се вика тендерско досие, односно сет на документи, пакет на документи кои што се однесуваат за таа фирма и кои што се прикачуваат при постапката, значи да не мора да доаѓа да ги собира рачно, туку едноставно да ги презема, електронски да се преземаат. Нуди олеснителни околности самиот систем заради тоа што прво странките не треба да доаѓаат да трошат време. Мислам, тоа многу пати е кажано, но еве уште еднаш да го повторам, да трошат време, ресурси, да губат драгоцено време од денот, да доаѓаат на шалтер, да ги земаат документите. Електронски се прикачуваат документите автоматски и трошоците се намалени заради тоа што не само што доаѓаат кај нас, мислам, збориме сега за превоз, мислам тоа се можеме и минорни трошоци, меѓутоа сепак се на некој начин трошоци, туку и самите документи кои што согласно тарифата се наплаќаат во Централниот регистар се за 15% поевтини ако се прибават на преку тендерско досие, преку системот. Има 3 пакети на сет на документи. Првиот пакет е сет на документи кои што ја искажуваат личната и професионалната состојба на економските оператори, односно на фирмите. Во вториот сет на документи се документи кои што ја искажуваат личната, професионалната и економската способност на тука, значи, додаден економската способност на фирмите, тука е додаден и билансот на состојба и податоци од билансот на успех. И третиот пакет тоа е само економската способност, односно билансот на состојба и податоци од билансот на успех. Еве го веќе како, сега да кажам, од аспект на поминати веќе 10 месеци, откако толку 10 месеци како веќе функционира системот, ние имаме веќе околу 190 фирми кои што го користат. И тој број расте некако во порасте околу некаде во последните 2-3 месеца, како што гледам, некаде по 10 до 15 фирми на неделно се прикачуваат. Нови имаме. Така да ја верувам дека нема причина да не го користат кога ги нуди сите олеснителни овие можности самиот систем. Немаме исто така да кажам некои забележено проблеми околу користењето на истиот, па и да се случи тоа се реагира веднаш и се отклонуваат сите такви проблеми кои што можат од технички карактер повеќе да бидат. Сега само да не заборавам, значи документите кои што го ја искажуваат личната и професионалната способност, тоа ние ги ажурираме 2 пати годишно, тоа е исто така многу битно, а документите од регистарот за годишни сметки еднаш по обработката на годишните сметки. Значи тоа е уште една можност, значи секогаш има ажурни, односно тазе да ги нарачам документи кои што се поднесени во Бирото за јавни набавки. Покрај постоечките регистри кои ги води Централниот регистар на Република Македонија, дали планирате да се воспостават и нови? Ние веќе воспоставивме 2 нови регистри пред 5 месеци. Со измената на Законот за обезбедување на побарувањата, произлезе дека треба Централниот регистар да воспостави 2 нови регистри, а тоа е фидуцијарниот регистар и регистарот за продажба на подвижни ствари
со задржување на право на собственост. Тоа беше инициирано од Doing Business извештајот на Светска банка во делот на Getting Credit. Значи беше инициирано заради тоа што Македонија беше на 42 место рангирана со воведувањето и со некои други нормално корекции во други институции. Значи Македонија беше рангирана после минатата вече на последниот извештај ние сме скокнати од 42 на 16 место. Значи еве го резултатот на сето тоа. Така да еве странките кои што сакаат да ги користат услугите на овие два регистри можат веќе еве 5 месеци веќе функционираат кај нас. На оние кои што имаат потреба им се познати олесни околностите како се врши упис. Значи се составува нотарски акт или се врши солемнизација помеѓу должникот и доверителот. Во рок од 5 дена треба да се поднесе приват за упис во овие два регистра. Зборам, значи идентична е постапката во рок од 5 дена. Исто така и во рок од 5 дена треба да се запишат и сите промени, односно и бришење од регистарот. Инаку самата постапка при уписот во централниот регистар, веќе самиот документ, односно исправа која што се вади од централниот регистар, има веќе правно својство, односно правно дејство произведува од самиот упис, од уписот во централен регистар, не од моментот на сосчувањето на нотарскиот акт, односно на солемнизацијата, туку од моментот на упис во централниот регистар. А дали ве планирате и да воведете некои нови производи? Да, неколку пати имаме, значи спомнато, јас еве и гостин во емисија каков што сме биле. Во планот за оваа година, значи минатата година имавме во работна посета во IPES во Словенија. Со IPES, значи како агенција, имаме склучено меморандум за соработка, и бара од нас малце да им дадеме некои напатствија, искуства да размениме во делот на регистрација во трговскиот регистар, бидејќи Македонија е согласно Doing Business извештајот е на прво место во Европа. Веќе неколку години назад сме првите 2, 3, 4 места во светот во делот на отпочнување на бизнис, односно за регистрација на фирма, на стартинг бизнис, така да го наречам. Додека ние разменивме со нив веќе и некои усни договори имаме со нив веќе се договорено дека тие на нас би ни помогнале во делот на информациите кои што ги издаваме, односно кои што ги обработуваме од регистарот за годишни сметки. Имаат години наназад уште, да не спомнам сега што од бивша Југославија, меѓутоа словенски Љубљана како СОК, ЗПП, значи имаат традиција за тоа години наназад. Имаат многу поголемо искуство во тие бонитетни извештаи, кредит, рейтинг извештаи и така натаму, така да планираме одредени производи да почнеме да ги воведуваме како нови производи во регистарот за годишни сметки. Меѓутоа тоа кажам дека сега првично е само на договор, меѓутоа планираме втората половина веќе од годината сме во план како централен регистар да операционализираме тоа, односно да почнеме со работа. Од 2014 година започна онлайн регистрација на компанија, сега веќе сите уписи во трговскиот регистар се вршат исклучиво по електронски пат. Па кажете ни како влијаеше оваа промена на трендот на уписи во регистарот? Така, од 2014 година, кога стапи во сила законот за измените во законот за трговски друштва и законот за едношалтерски системи и водењето на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица, односно од 4 март, поточно 2014 година, сите уписи во трговскиот регистар одат на основања. Зборам, значи од тогаш се воведоа сите уписи во трговскиот регистар, уписите на основања одат електронски, исклучиво електронски. За разлика од претходно што беше, знаете, во хартиена форма. За останатите правни лица, односно за регистарот на други правни лица, ние сме во развој на електронско поднесување, меѓутоа ќе си остане и хартиеното поднесување, додека трговскиот регистар веќе е исклучиво електронски.
Од 2015 година, започнувајќи од месец 1 ноември, значи од месец ноември, го надградивме во таа година и пол од месец март 14 до октомври-ноември, како што кажа, во 2015 година го надградивме системот за регистрација и започнувајќи од месец ноември 2015 сите уписи на промени и уписи на бришење веќе одат исклучиво електронски. Ние во почетокот, она што е нормално кога веќе исклучуваш хартиената форма, веќе се ориентираш кон електронска форма 100%, не дека бевме, сега да ме сватите, дека бевме малце на повисоко ниво, ни беше ставена самата подготвеност ние да помогнеме во секој момент на подносителите. Зошто? Заради тоа да не се случат во самиот момент да се закочат уписите, ме разбирате. Не можам да кажам дека сме били исплашени или нема врска. Сега, значи немаме забележено пат на уписите, бидејќи системот го тестиравме 2 години, може и повеќе. Во 2014 година со уписите на основање, значи почнавме со тоа што имаше измени во законот за едношалтерски систем, како што кажав, се воведе категоријата регистрационен агент. Во почетокот со основањата почнавме само со сметководителите, а во 2015 со измените во законот за едношалтерски систем, покрај сметководителите, како категоријата регистрационен агент, односно регистрациони агенти се додадоа и адвокатите како професионална заедница, со таа разлика што уписите на основања за ТП, ДО и ДОЕЛ, односно тоа е 99% од сите уписи во трговскиот регистар, значи може да додат и преку сметководител и преку адвокат, односно таков кој што има добиено овластување од Централниот регистар за вршење на завршење на дејноста како регистрационен агент. А условот е да биде сметководител, односно адвокат. Во адвокатите кои ги додадовме, на нив им се даде можноста електронскиот упис за промени, уписи на бришење, значи исклучиво го работат тие. Тие се посложени правно кажано во преминувањето на самата документација, има секаков тип на промени, најсложен тип се на статусните промени. Малци имат поголемо искуство, да кажем, како адвокатите во правниот дел, затоа во почеток значи се почна со нив како уписи на промени, уписи на бришење да ги вршат единствено они, единствено тие. Системот функционира без проблем, значи ние извршивме над 70 веќе обуки на регистрациони агенти и сметководители и адвокати зборам. Во Македонија вкупно имаме до сега 1350 некаде регистрациони агенти. Предноста на системот, знаете која што е, заради тоа што во Централниот регистар во организационата поставеност имаме 10 регионални канцеларии кај што имаме овластени лица за регистрација. Порано кај нас се поднесуваа документите исклучиво во регионалните канцеларии, односно во тие 10, односно 11 после Гостивар го додадовме и Гевгелија имаме исто така можност, овластено лице имаме и таму. Заради обемот, не одиме по обем на субјекти. Предноста на електронскиот систем е заради тоа што имаме ние скоро во 50 населени места во Македонија, кај што имаме регистрациони агенти. И сите тие можат во 24 часа од денот буквално да ги поднесат документите, без физички да треба да се оди во Централниот регистар да се поднесува документите за регистрација. Тоа е главната предност на системот. Несомнено и еден од фактот што и Централниот регистар е толку добро рангиран во светски рамки, а во Европа, како што кажав, и е на прво место. Така да би продолжиле во таа насока. Го сврливме печатот од употреба. Значи, уште еднаш да напоменам дека трговските друштва, сите субјекти кои што се основани согласно Закон за трговски друштва, немаат оврска да вадат печат. Значи, и сите други останати закони и подзаконски акти во државата се веќе усогласени со тоа, значи уште пред 2 години. Така да тоа е уште една олеснителна околност и трошокот за печат, значи не мора да го дават како издаток сега трговските друштва.
Веќе неколку години поред во соработка со UNDP, Агенција за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика го спроведувате владиниот проект Самовработување. Кажете ни каков е интересот за овој проект и колку компании досега се основани преку него? Проектот за самовработување како владин проект почна од 2007 година. Ние го правиме заедно со, го спроведуваме заедно со Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на Република Македонија и UNDP. Тоа е можност, одлична можност за ќе низ бројкиве ќе објасниме дека расте интересот. Одлична можност за оние кои што немаат финансиски средства, а кои што сакаат да почнат со некој бизнис, односно со работа, да можат да основаат правно лице, односно да основаат фирма кај нас и да отпочнат со работа. Во првата година, во 2007 година, имаме основани 559, мислам, субјекти офатени преку тој проект. Во наредните години, ќе кажам за последната година бројката колкава е, во наредните години бројката е постојано над 900 субјекти. А последната година, во 2016, последниот циклус кога беше, ние имаме основано кај нас 1115 субјекти кои што се офатени со тој проект. Самата бројка покажува дека интересот не допаѓа, напротив и расте. Причините се веќе и познати и ги кажавме на почетокот дека е добра можност за да може да се отпочне со работа, односно бизнис за секој оној кој што сака да го стори тоа, меѓутоа нема почетни финансиски средства за да отпочне со работа. Господине Поповски, јас ви благодарам за вашето денешно гостување и за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на телеканал А1 и се гледаме повторно во наредното издание. Пријатно!